Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Повод за денешната пресконференција е официјалното завршување на кампањата Отвори врата за иднината. По работното лето продолживме со интензивните контакти и средби со граѓаните од урбаниот и руралните делови на општина Крива Паланка. Во изминатиот период од 2 месеци, 20 тима составени од интелектуалци, студенти, младинци, жени и пензионери, кои ги обединуваше социјалдемократската кауза и убедување начело со кандидатот за градоначалник на општина Крива Паланка, доктор Горан Младеновски, посетија околу 5000 домаќинства и остварија контакт со над 15.000 гласачи. При тоа се сретнаа и разговараа со вработени и невработени, со стечајци и пензионери, со студенти, земјоделци, бизнисмени, стопанственици, трговци. Резултат на тие средби и контакти се 4000 страници пишан материјал, 4000 страници сугестии, укажувања, секојдневни проблеми, но и предлози за надминување на постоечките состојби и идеи за нови решенија, идеи за подобра сегашност и сигурна и перспективна иднина. Во овие 4000 страници пишан материјал е сршта на престојната изборна програма на нашиот кандидат за градоначалник од коалицијата Сојуз за иднината на Крива Паланка. Овој обемен материјал во наредниот период ќе биде сублимиран, систематизиран и преточен во изборна програма со основните приоритети на општина Крива Паланка за следните 4 години. Факт е дека општина Крива Паланка се гуши во инфраструктурни и комунални проблеми. Факт е дека огромната стапка на невработеност и лошата социоекономска состојба се основните проблеми на овој град. Свесни сме за лошите состојби во сферата на социјалната заштита, образованието, здравството, за партизираноста и бирократскиот однос на институциите, за потребата на искористување на локалните потенцијали и нивно ставање во улогата на локалниот економски развој. Факт е дека постојната миграција на млад и квалификуван кадар е само последица на погоре кажаното. Факт е дека граѓаните не се задоволни од моменталната состојба. Факт е дека граѓаните се спремни и сакаат промени. Знаеме дека предизвикот е огромен, но друг избор немаме. Вие ја отворивте вашата врата за иднината, а ние сме тие кои што треба да ви го лесниме патот кон неа. Ја користам оваа прилика, јавно и од се срце, да им се заблагодарам на сите наши сограѓани кои на дело го покажаа своето гостопримство, ја отворија својата врата, но и срце и ни кажаа за се она што ги мачи. Им благодарам за искрената желба да се помогне за посигурна, посветла и перспективна иднина на самите нас, но и на следните генерации и поколенија. Во исто време, им се извинувам на сите оние кои што не ги најдовме дома. Ветуваме дека нив ќе ги поседиме последната прилика кога нашата изборна програма ќе биде готова. Таа пред се е ваше дело и ваша заслуга, а наша обврска. Ветуваме, вашите проблеми ќе бидат наша грижа, а пристојниот живот приоритет за вас. Почитувани сограѓани, вашата отворена и искрена поддршка е уште еден дополнителен мотив за нас, Крива Паланка, да ја насочиме да чекори по вистинскиот пат. Оваа прилика и можност ја користам да им се заблагодарам и на сите носители и членови на тимови, председатели на местни одбори, истакнати членови и сопартици, истакнати борци и докажани активисти, кои учествуваа во овој проект. Тие на дело покажаа како треба и може да се работи за каузата во која се има верба. Тие на дело покажаа дека знаат, можат и умеат како на најдобар начин можат да му помогнат на кандидат за градоначалник како што е доктор Горан Младеновски. Од се срце ви се заблагодарувам за вашата посветеност и одговорност во извршувањето на поставените задачи. Вашата непоколебливост и упорност треба да биде само дополнителен мотив за нашиот кандидат за да на престојните избори излеземе како победници. Сепак, за успешен кандидат стојат успешни тимови. Горд сум што сум дел од вас и од луѓето кои што се залагаат Крива Паланка во Крива Паланка повторно да завладеат вистинските вредности, а Крива Паланка да стане град со кој сите ќе се гордиат и ќе го чувствуваат за пристојно и сигурно место за живење. Продолжуваме до крај. Продолжуваме за подобра иднина на Крива Паланка. Продолжуваме за подобра иднина на самите нас,
за подобра иднина на следните генерации.